Македонија заедно со другите земји од Западен Балкан на почетокот на идната 2027 година да стане членка на Европската Унија, но без право на глас. За ова сценарио за некаков вид получленство говореше премиерот Христијан Мицкоски во вчерашната емисија на Канал 5 Само интервју, за кое вели дека е дел од мировното сценарио за Украина и евроинтеграциите. Постои една идеја која што се погласно се слуша и во Брисел и наоколу, и го опфаќа мировниот план за Украина. Првото сценарио е да Украина, заедно со Црна Гора, Албанија и Македонија, стане земја членка на Европската Унија, и тоа да се случува на почетокот од 2027 година. Седне на масата, се развива македонското знаме во Брисел, но без право на глас. Сето ова би подразбирало постепено исполнување на обврските за затворање на поглавијата и како ќе се затвараат, така постепено ќе се интегрира, се додека целосно не го усогласи својот систем за она што го бара Европската Унија. Заедно со ова, задолжително се и два услови, и тоа заедничка надворешна и безбедносна политика и владење на правото. Сепак и покрај ваквиот метод, на Македонија ја останува обврската за уставните измени. Тоа е наведено и во извештајот на Томас Вајц, известувачот за напредокот на Македонија, кој треба да биде презентиран во Европскиот парламент. И покрај некои позитивни случувања, напредокот во реформската агенда поврзана со Европската Унија во клучни области како владење на правото, судски реформи и борбата против корупцијата остана недоволен. Постои итна потреба од поголема политичка волја за надминување на тековниот застој околу усвојувањето на уставните измени. Во време на длабоки геополитички промени, Европа мора да остане обединета. Од СДСМ состав дека извештајот на Вајце потврда дека власта ја турка Македонија во изолација. Цитирам, процесот на пристапување е сопрен. И ова не е оценка на опозицијата, туку официјален став токму наведен во овој извештај. Во документот јасно се наведува дека нема напредок во владењето на правото, правосудните реформи и борбата против корупцијата, и пораката од Брисел дефинитивно е јасна, проширувањето може да се забрза, но само ако има вистински реформи и владење на правото. За идејата земјите од Западен Балкан да станат членки на ЕУ без право на глас се говори веќе извесен период. За ова се зборувало и на безбедносната конференција во Минхен, но засега ништо официјално не е ставено на маса.